Добар ден во планемните вести на Канал Плюс. 20 на минути за најактуелните случувања кај нас и во светот. Почнуваме по кратката најава на содржините. Со изградба на новата клиничка болница во Штип, Истокот ќе добие нов квалитет во лекувањето. До крајот на октомври треба да стартуваат градежните работи. Попладне во Штип со промоција на маскотата на пастрамалијадата ќе започне 3-дневниот гастрономско-музички спектакл на кој се очекува посетеност од над 100.000 гости. Од утре до среда Виничко истибање ќе биде меѓународен фолклорен центар. Почнува истибањското здравоживо со настап на бројни фолклорни ансамбли од Балканот, од Европа и Азија. Крајот на наредниот месец е терминот на отпочнување на градежните работи на клиничката болница во Штип. Штипската болница ќе има целосно нов објект, додека во период од една година темелна реконструкција ќе доживеат уште 5 болници. Обезбедени се 40 милиони евра за изградбата на Штипската и реконструкцијата на останатите 5 болници во државата. Во однос на здравствените капацитети имаме многу активности, кои што се во вкупен износ околу 40 милиони евра. Имено, ни престои некаде крајот на октомври почеток на градба на болницата во Штип, на клиничката болница во Штип. Темелни реконструкции на Свети Еразмо во Охрид, темелна реконструкција на Битолската болница, на Прилепската болница, на Кичевската веќе започна и е во тек, и се разбира на клиничката болница за хируршки болести Свети Наум Охридски во Скопје. Така да, овие 6 установи во наредните месеци ќе бидат во темелна реконструкција, Штипската ќе биде комплетно нова болница и значително ќе подобрат инфраструктурата на болниците во Република Македонија. Значи се работи за инвестиција околу 40 милиони евра, кое што ќе се заврши во наредните, почнувајќи сега од септември и октомври, па во наредните една година. 6 нови дигитални мамографи до крајот на годината ќе добијат 6 јавни здравствени установи, меѓу кои и клиничката болница во Штип. Министерството за здравство ги потпиша договорите за набавка на мамографите, а веќе течат роковите за испорака. Станува збор за апаратура во вредност од околу 40 милиони денари. Станува збор за апаратура вредна нешто над или околу 40 милиони денари. Исто така во болниците во Кавадарци и Кочани за прв пат се воведе ваков тип на диагностика, а во Штипската, Комановската и Прилепската болница вакви апарати имало и претходно, но веќе се стари, дотраени и со почести кварови. Од тие аспекти се одлучивме да набавиме 6 мамографи во овие 6 здравствени установи во Република Македонија. Продолжуваме со образованието. Универзитетот Гоце Делчев започна со проект за интензивирање на електронското учење во средните училишта во форма на онлайн отворени образовни ресурси. Повеќе за проектот во прилогот што следи. Универзитетот Гоце Делчев од Штип прави големи напори за интегрирање на најновите технологии во образовниот процес. УГД аплицираше за неколку Еразмус Плюс проекти, од кои неколку доби. Почнува со првиот Еразмус Плюс проект, насловен Интегрирање на електронското учење во училниците. Партнери во овој проект се 2 универзитети и 4 средни училишта во 3 различни земји. Во рамките на овој проект се предвидени 4 воркшопа, од кои се 2 во Бугарија, 1 во Шведска и 1 тука на Универзитетот Гоце Делчев, и ќе имаме 5 intellectual outputs, значи пишани репорти, кои се поврзани со примена на информатичките и комуникацијските технологии во наставата. Тоа ќе бидат како упатства, туторијали, акцијски планови, за да може сето тоа да се веднаш примени после завршувањето во текот и после завршувањето на самиот проект. Очекувањата за проектот е да се развие поголема соработка меѓу средните училишта во регионот, зголемување на капацитетот на наставниот кадар во средните училишта кои се партнери во овој проект, односно околу 30 наставници да се здобијат со зголемени компетенции за примена на информатичките и компјутерските технологии во наставата. Електронското учење, значи, го користиме од официјално веќе од 2008 година,
На нашиот портал го користиме системот Moodle, на нашиот портал има повеќе од 20.000 корисници, што нашиот портал го става меѓу првите 500 портали на светско ниво. Значи тоа е според официјалната статистика на Moodle. Главната цел на проектот, кој официјално започна на 1 септември годинава, а ќе трае 30 месеци, е да се спроведе електронско учење и во средните училишта, за средношколците да можат подготвени и запознаени со системот да го продолжат своето образование на универзитетите. Буџетот за овој Erasmus Plus проект е 202.000 евра. Денес попладне ќе биде отворена Штипската пастрамалијада. Поставена е главната сцена, угостителите се позиционирани. Попладне во 18 часот ќе биде промовирана маскотата на пастрамалијадата, пошто ќе се одржи традиционалниот надпревар во брзо јадење на пастрамајли. Од вечерва до недела сите патишта водат за Штип, кој викендов ќе живее во духот на пастрамалијадата. На старата локација, денес во 19 часот и 30 минути со обраќање на градоначалникот примариус магистер Илчо Захариев започнува манифестацијата Штипска пастрамалијада 2015. Веднаш потоа следи представувањето на джиновската пастрамајлија и трка во брзо јадење пастрамајли. Во музичкиот дел пак денес звезда на вечерта е фолк пејачот Јордан Митев со неговиот оркестар, кој ќе настапи во 23 часот. Утре вечер присутните ќе ги забавуваат штипскиот бенд Црна тачка, македонската пејачка Калиопи и српскиот пејач Желко Самарџик. Настанот ќе кулминира во недела со концертот на српската фолк пејачка Цеца Ражнатовик. На Штипска пастрамалијада 2015 учествуваат 27 угостители и 3 винарии, при што е воведена строга контрола на изгледот и квалитетот на пастрамајлиите и во текот на сите 3 дена посетителите ќе можат да уживаат во овој брендиран штипски и македонски специјалитет. Во Штип викендов се очекуваат над 100.000 посетители. Исто така и локалната самоуправа упатува апел до штипјани да ги остават автомобилите дома за да остават повеќе простор за паркирање за гостите, а за регулирање на сообраќајот активност презема и СВР Штип, кој ќе го регулира влегувањето на автомобилите со цел избегнување на потешкоти во сообраќајот. Пастрамалијадата ќе трае цели 3 дена почнувајќи од денес и ветува одлична забава за сите посетители. Селото Истибања деновиве ќе биде центар на фолклорот од Европа, Азија и Балканот. Утре започнува јубилејниот фолклорен фестивал Истибањско здравоживо. Во пресрет на манифестацијата вечерва во 19:30 на плоштадот Ангел Винички во Виница концерт ќе одржи ансамблот за народни песни и игри танец. Србија, Бугарија, Молдавија, Литванија и Монголија се земјите кои ќе бидат гости учесници на 30-тиот јубилеен фестивал Истибањско здравоживо, чие отворање е во сабота на отворената сцена во село Истибања. 6 ансамбли од странство и по 5 ансамбли во сабота и 5 ансамбли во средата од Република Македонија со вкупно околу 300 учесници и тоа е интересен фактот што на фестивалот ќе имаме представници од Европскиот континент, од разни делови на Европа, како и од Азија и од Африка. Е единствен фестивал од Република Македонија кој што е во календарите на светските организации и официјал. Фестивалот годинава ќе започне во саботата со тоа што во 16 часот и 30 минути пристигнуваме на сите ансамбли во Истибања, а во 17 часот ќе се одржи заедничко оро на кое што под звуците на оркестарот од ансамблот Китка ќе заиграат сите ансамбли од светот и ансамблите кои што се планирани за да настапат во саботата. Потоа продолжува со големото дефиле низ Истибања, каде што и секој ансамблот се представи со 2-минутна програма. Во 18 часот и 30 минути е свеченото отворење на фестивалот со интонирање на државната химна и поздравен збор од домаќините и организаторите. А потоа и секој ансамблот се представи со 5-минутна програма. Фолклорниот караван од Истибања ќе продолжи во Македонска Каменица, а ќе биде и дел од жетварските обичаи во општината Чешиново Облешево. Вечерните часови од овој интернационален настан се предвидени за организирање национални вечери со презентирање на националното богатство од своите земји. Главниот гала настан во Виница е во среда на градскиот плоштад. Сите граѓани, љубители на фолклорот, од името на општина Виница ве покануваме да го проследите настапот на учесниците на јубилејното издание на
30 години фолклорен фестивал Истибанско здравоживо, кој ќе се одржи отварање во саботата во 18 часот во Истибања и затварањето на плоштадот Ангел Винички во Виница во среда во 18 часот. И годинава фестивалот е под целосно покровителство на локалната самоуправа и Министерството за култура. Унгарија почна да крева ограда и долж границата со Хрватска за да го пресече дотокот на мигранти и веќе распоредила стотици војници и полицајци. Орбан прецизира дека оградата ќе биде завршена во кратки рокови. Треба да ги спроведеме истите мерки како долж српско-унгарската граница, рече Орбан, додавајќи дека во моментов 600 војници работат на оградата и дека денес треба да бидат испратени уште 500, додека пак за време на викендот се очекуваат и нови 700 војници. Цунами го достигна денеска крајбрежјето на Јапонија, по силниот земјотрес во Чиле. Бран со височина од 70 см стигнал до североисточното крајбрежје на Јапонија во реонот на градот Куџи. Претходно бран со височина од 40 см го достигнал северниот остров Хокаидо. Според синоптичарите, височината на цунамито може да достигне и до 1 метар. Соединетите држави соопштија дека ќе отворат тактички и практични разговори со Русија за соработка во воени акции против исламската држава во Сирија. Сепак, како што соопшти портпаролот на Белата куќа, Џош Ернст, Вашингтон и натаму инсистира Русија да не се обидува да ја поддржува владата на сирискиот претседател Башар ал Асад. Русија распоредува голема воена сила во западниот дел на Сирија. Во недела ќе се одигра редовното 7 коло во првата македонска фудбалска лига. Фудбалскиот клуб Брегалница средбата со Младост Царев двор ќе ја игра утре на стадионот во Кочани, поред тоа што во недела на стадионот ќе играат Осогово и Слога Виница. По победата на Металург Брегалница во битка за нови 3 бода. По заминувањето на Владко Костов, Штипјани неколку седмици бараа решение на клупата и тоа го пронајдоа во Јакимовски, кој веќе од ова 7 коло ќе го предводи клубот додека Игор Стојанов останува помошен тренер, а Александар Митрев тренер на голманите. Србија и Литванија денес со почеток од 21 часот ќе играат за пласман во финалето на Европското првенство и место на Олимпискиот турнир во Рио де Жанеиро. Шпанците со победата над Франција од 80 спрема 75 во финалето го чекаат победникот од овој надпревар. Овие две репрезентации имаат долга историја на меѓусебните дуели. Ривалството датира уште од времињата на поранешните држави СФРЈ и СССР, а кулминираше во финалето на Европското првенство во 1995 година. Последниот меѓусебен меч Србија и Литванија го имаа пред 2 години на Европското првенство во Словенија. Во првото коло на турнирот србите славија со 63-56, а литванците и покрај тој пораз стигнаа до финалето каде загубија од Франција. Ова е се што подготвивме за овие вести. Повеќе за денешните случувања гледајте во Дневникот во 16:30. Пријатен ден!